Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам. Здраво на сите и добро дојдовте во новата епизода на ДМ подкастот Женски ритам. Колку и како се грижиме за менталното здравје. Јас сум Мана Јовковска и ми е драго што денеска ќе зборуваме на една исклучително важна тема. Дискусија за женско здравје и особено ми е драго што ДМ како компанија ова лето се фокусираше на менструалното, физичкото, социјалното и менталното здравје на жените, а во наредниот еден час ќе отвориме многу аспекти од оваа популарна и би рекла никогаш незатворена или недокажана тема. Менталното здравје вклучува нашата емоционална, нашата психолошка, нашата социјална благосостојба. Се разбира дека влие на начинот на кој што размислуваме, на начинот на кој што чувствуваме и на начинот на кој действуваме, како комуницираме со другите, во какви релации влегуваме, какви односи градиме и како се справуваме со стресот. Мои гостинки денеска на моje големо задоволство се Бојана Стојминовиќ Петровска, психолог, семеен и системски советник, организацијски консултант за ментално здравје. Бојана, здраво и ти благодарам на што ја прифати поканата. Здраво, ти благодарам и на тебе. Дона Неделковска, дипломиран стоматолог, која денес работи всушност како фотографка и како контент креаторка, така, значи нешто сосема различно. Дона, фала ти што си денеска дел од ДМ подкастот. Фала ви на вас. Да, генерално менталното здравје велиме дека е многу важно за сите, ама денеска ќе пробаме да зборуваме за менталното здравје на жените. Дали ние жените се соочуваме со некакви поинакви предизвици, дали повеќе сме склони кон одредени психолошки предизвици. И нели на самото спомнување на посета на психолог често пати таа тема знае да се стигматизира, да се табуизира, веднаш се отварат предрасуди дека нешто не е во ред со нас, па се ставаат етикети и така натаму. Мислам дека е многу важно овие дилеми да ги разрешиме. Што значи барање на стручна помош, кога тоа треба да се направи, како да се избориме против предрасудите, а како во исто време да одбереме и добар психолог кој што ќе ни одговора, така што ќе се обидеме низ различни аспекти некако да го водиме денешниот разговор на тема ментално здравје. Мислам дека секој од нас во животот се соочила кога ќе има некаков проблем и кога ќе каже дека има проблем, некој да му рече: "Абе, што ќе ти е психолог? Не си ненормална? Што ќе ти е?" Верувам, Бојана, дека и голем дел од луѓето кои што доаѓаат кај тебе ја чуле оваа сентенца. Па не само луѓето, туку јас тоа го слушам исто така и мене многу често знаат да ме прашаат, не знам, кој се тоа доаѓа или толку ли проблеми имаат луѓето, толку тешки проблеми имаат или многу пати знаат да ме прашаат кој е најголемиот проблем со кој што некој некогаш дошол или доаѓа одреден период. И јас секогаш кажувам, мора ли да тежи нешто толку многу за да некој се реши? Некогаш можеби некој сака да превенира пред да стежне нешто доволно многу, па да заболи, па да треба подоцна да се да побара и да се консултира. Така да го слушам тоа апсолутно и секогаш пробувам кога и да можам да некако дестигматизирам и да малку растератам. Не оди секогаш лесно, некаде кога ја почнав на моја професионална приказна, сметав дека во 2-3 години ќе ми требаат најверојатно, мене и моите колеги се тука, ќе почнеме повеќе да се експонираме, да зборуваме и најверојатно многу работи ќе се сменат. И некаде 7 години покасно нешто баш и не се менува толку лесно, туку гледам дека навистина потребно е доста навистина да се зборува и некако од повеќе страни, од повеќе медиуми некако да се пристапува на оваа тема. Без разлика дали е тоа женско ментално здравје или ментално здравје на мажи, на деца, некако менталното здравје како треба да биде во насилно светло ставено. Дона, верувам дека и ти или можеби си ја изговорила оваа реченица некому или можеби тебе ти ја кажале. Значи генерално да, како би ги искоментирала овие предрасуди во нашата култура во однос на менталното здравје? Мене ми е многу, например, интересен момент што доколку имаме било каков друг проблем, е логично да се бара решение, зашто и да е. Само кога станува збор за ментално здравје, сите некако се уште е табу. Како што кажа Бојана, значи колку во последниве неколку години се повеќе се збори на оваа тема, ама пак не е доволно. И јас, например, преку моите социјални мрежи како платформа, не сакав, значи, да ги користам само како за контент креатор, за представување на такви, туку секогаш зборувам за сериозни теми, особено за ментално здравје. Има некаков напредок, ама не е дефинитивно доволно. Мислам, треба уште да се зборува. Или, не знам, сме слушнале сите, анксиозноста не е болест, ништо не ти е. Ќе ти помине.
Би сакала да се надоврзам затоа што има една интересна појава што ја имам забележана, тоа е кога ќе се случат некои немили настани, кога ќе се случи нешто на вистина што е потешко, тогаш се повикуваат стручните лица, психолози, психијатри да говорат на тие теми и малтене како пожарникари, каде да гасиме огнови, да, каде попрво. А од друга страна, и мислам дека и тоа создава некоја илузија дека ние сме тука стварно кога е нешто тежи, кога е нешто многу големо и кога е некој голем проблем, што е тоа исто така вистина, но од друга страна некако многу малку гледам дека се зборува за превенција, за тоа како да не дојде до овој пожар или како да тоа не стежне. Така да мислам дека и тоа е еден интересен феномен, од каде онаа идеја дека на кај психолог се оди само кога ние имаме голем проблем, затоа што и ние сме многу повеќе експонирани само тогаш и кога општествено нешто можеби потешко сите или повеќето не засега, така да еве тоа го имам забележано можеби низ. А исто така мислам дека истите тие луѓе што ја имаат изговорено таа реченица зошто и они самите имаат потреба, но не им се признава или немаат храброст и можеби веројатно бараат и како да кажам, значи кај некој друг бараат да поминал низ исто, за да си најдат некој сличен, за да и они си побараат помош, затоа што мислам дека фали храброст на оваа тема за да се побара помош или само еден разговор, не мора ни помош да. Мадона, па и зошто одиме? Не е тоа прашање што некој треба да ти го одговори зошто одиш на психолог. Па јас не сакам да одговорам зошто одам на научен доктор, зошто одам на гинеколог или зошто. И прашањето зошто одиш на психолог е многу лично. Многу лично, така. Но интересно како си земаме слобода да ние сакаме да прашуваме некако зошто одиш? Што ти се случува? Па можеби баш заради тоа што го кажав, можеби затоа што сакаат и они самите, но немаат храброст. Менталната хигиена е многу важна, а ете некако во приоритетите во животот ни останува на некое последно место, додека не стане веќе доцна и додека проблемот од камче не се претворил во цела лавина која што натежнува и потоа повлекува и други состојби психолошки и расстройства и така натаму. Значи, менталното здравје е во директна корелација со емоциите, така со нашето однесување, ама влие и на физичкото здравје, тоа е просто неизбежно, така? И постојат некакви типични манифестации кои што може и да се препознаат. И сега тука од стручен аспект прво Бојана, кои се тие манифестации, да речеме што можеме ги препознаеме преку хормонскиот дисбаланс, можеби преку кожата, преку косата, кога веќе телото ни дава одговор дека нешто не е како што треба. Мене ми е многу интересно секогаш барем појавите од областа на менталното здравје да ги наблюдувам и контекстот во кој што се наоѓаат и да не е само како една појава. Еве да речеме нека биде тоа еве хормонски дисбаланс, така може да се случи на секого. Но хормонски дисбаланс, нешто кое што најмногу се случува да речеме на ова поднебие, да речеме проблем со тироидната жлезда и тироидното функционирање. Постојат многу студии кои што кажуваат дека изложеноста на екстремен стрес, на емотивен стрес, на емотивни трауми и многу други искуства некако придонесуваат и се многу тесно поврзани, особено при појава на пореметување на тироидна функција. Од друга страна има и многу студии кои што викаат, окей, ова е вака, ама жените се оние кои што многу почесто страдаат, имаат проблем со тироидна и хормонски нарушувања. И сега зошто е така? Па можеби затоа што и во многу култури, а и во нашата исто така, жените се оние кои што се можеби поемотивно експресивни, повеќе се врзуваат со луѓето, повеќе вложуваат во тие односи, релации, па можеби кога истите ќе се нарушат и ќе се појави проблем, па можеби потешко и поемотивно и постресно ги доживуваат. Сега вака се обидувам тоа наједноставно да го опишам. Така да и такако некаде тоа може да се стави некаде во ист јазол. Од друга страна кога искусуваме екстремен стрес, долго време да речеме, имаме хроничен стрес, што правиме ние прво? Одбегнуваме да се социализираме, престануваме да ги правиме сите оние работи кои што претходно сме ги правеле, а правеле да ние се чувствуваме добро и исполнето. Прво на листа е вежбање. Јас не можам да опишам колку клиенти, а и јас многу често тоа знам да го направаме. Имам многу тежок период, немам отидено да пешачам, немам отидено до тератана или не сум бил на тренинг, да помине ова густото, па јас тогаш ќе се вратам. Не е само тоа, тука е исхраната, тука е сонот. Број 1, исто така многу често знаеме на сон да кратиме прво, несвесно, дека тоа можеби ако го правиме на долга стаза и како може да направи нарушување. И кога ние ќе го споиме се тоа, што добиваме?
не изложување на сонце, на воздух, добиваме бледело на кожа, сува кожа, темни кругови под очите, појава на акне и така натаму. Од друга страна, ако ние многу често се изолираме, да речеме, искусуваме хроничен стрес, освен со изолација, не знаеме како друго да се справиме, што правиме? Почнуваме да се чувствуваме и осамено. Затоа што ние со тек на време, полека си се придвижуваме кон себе, кон дома и така натаму. Почнуваме да искусуваме осаменост, почнуваме да искусуваме можеби анксиозност и така натаму. И некаде не можеме ние да го раздвоиме. И јас многу пати викам менталното здравје и физичкото здравје се како една иста паричка со две страни. Како и да свртиме, тоа сме ние и не можеме никако да ги наблюдуваме засебно или посебно, туку мораме да ги гледаме заедно. Ова беше клучната поента што треба да ја кажеме, дека дека одат рака под рака и дека не можеме просто да се бавиме со едното, да го запоставиме другото. Дона, почнавме со општо некако на темата за менталното здравје, меѓутоа јас би сакала да ни раскажеш твојата животна приказна, затоа што твоето доживеано искуство, травматско, можам така да кажам, по порадувањето, по царскиот рез, кој што беше неуспешен во една од нашите локални болници, ти направи еден навистина неверојатен животен пресврт. Не знам колку ќе сакаш да бидеш отворена и искрена, но верувам дека споделувајќи твојата приказна ќе можеш да помогнеш на голем број девојки и жени кои што имале слични искуства или пак барем да превенираме таков тип на состојби. Да, баш воопшто немам проблем да разговарам на оваа тема, баш се Бојана имаме зборувано и приватно дека тоа и треба да се прави. Значи, се повеќе да се збори за нашите лични искуства, затоа што на тој начин помагаме на други. Значи, во мојот случај, после таа голема травма. Може ли прво да ни објасниш што се случи за да сватиме травмата? Во кратки црти, тоа беше еден ризичен царски рез, после кој следеше уште една операција, значи како што кажа Бојана, на моето тело не само што имаше и физички стрес, туку тоа беше и психолошки огромен стрес, после кој известно време јас веќе не можев да функционирам, но сега веќе не бев само јас, туку имав и бебе, за кое што морам да се грижам, така, но јас не бев во состојба воопшто за тоа. И нормално дека побарав помош. Што се случи всушност, вака по-пластично, за да може да разберат и слушателките? Тоа се уште некоја мистерија што се случи, некое внатрешно крварење, дали лекарска грешка, дали се уште не се знае. Но, значи, после тоа ми беше потребна апсолутно стручна помош за да излезам од таа дупка и многу е важно што мојот начин од тој момент наваму, значи, секој негативно искуство, доколку го гледаме од позитивен аспект, многу помага тоа. Например, јас цело време се фокусирав на тоа, најбитно е што сум жива. Тука сум, да се грижам за себе и за бебето, така? Тоа е најважно. И од тој момент натаму, значи, не е важна само стручната помош, значи, цело време треба работа и на себе, самите себе, ние. И многу ми помогна, но не ми помогна само за тоа, значи, мојата дијагноза беше посттравматски стрес. И терапијата што ја добив не ми помогна само за тоа, туку ми помогна и за мојата анксиозност и социјална анксиозност која имав уште како дете и така. Ако добро разбирам, ова негативно искуство, така, овој медицински проблем те натера доживувајќи ја цела таа травматична ситуација, да направам пресврт на целиот живот. Да побараш психолошка помош и со таа психолошка поддршка всушност да откриеш дека сум имала и претходни некои анксиозности кои може би биле припишани, ти си страмежливо дете, така, но да, баш се туркале по чергиче, што викаме народски. И требаше да се случи нешто вакво за да се решат и претходните проблеми. Значи ќе се сведеме на тоа да кога нели едно лошо ќе се случи, се има некаква причина, во мојот случај беше во твојот случај довело до некаква разврска, како што кажа Бојана, доколку не чекав да се случи таков пожар и јас реално имав потреба, како не само јас, секој, од еден разговор со психолог. Како што разговараме со најблиските пријатели, зашто тоа да не е со стручно лице. Да. Бојана, кој е најголемото табу поврзано со менталното здравје? Ќе го кажам, сакам само кратко да се надоврзам, затоа што мислам на оние жени кои што ќе го слушаат овој подкаст, ќе им биде
интересна ова информација. Читав една студија која што вели, особено е психолог кој што се занимава токму со вакви искуства, со трауматични породувања. И сега таа доаѓа до едни сознанија и тоа е незин став, што мене до некаде навистина ми се допаѓа и затоа сакам да го споделам, а таа вели секое породување како искуство, секое носење на нов живот на овој свет за една жена, дали е без разлика, дали е тоа прво, второ, трето, десето, е на свој начин трауматичен и може да биде или стресен, а може да биде исперцепиран како трауматичен и при тоа доколку се помине во најдобар ред. Ние не знаеме што се случува во оваа жена кога го поминува ова искуство. И таа се надоврзува. И тука можеме само да замислиме кога се случуваат други ситуации кои што можеби прават да можеби целиот тој чин отиде во некоја друга насока и да можеби се дојде до други некои исходи и непријатни ситуации. И баш таа потенцира дека тука е многу важно да со секоја една трудница од самиот момент кога таа ќе остане бремена и кога ќе се случи зачнувањето и ќе знае дека е бремена, да се препорачува да се работи со стручни лица кои што некаде и во текот на целата бременост ќе бидат поддршка и за двајцата родители, најмногу за жената, но и за двајцата, и тоа исто така го потенцира, а подоцна откако ќе се случи поредувањето, исто така тука да биде присутно стручна лица. Така да многу е важно ова да го напоменам затоа што некаде имам идеја и јас сум мајка и многу мои блиски пријатели, нема да ги споменам клиентите, жените со кои што работам, ќе тргнам од жените кои што се околу мене секој ден, имале некакво искуство свое, но не за сите било подеднакво исто. И мислам дека за жал недостасува таа психолошка поддршка во многу сфери, особено и од медицински аспект. Јас имам пријателки кои што се чувствувале дека трауматски го доживеле абортусот кој што го направиле. Имало недостаток на психолошка поддршка. Имам пријателка која што загуби бебе, значи затоа не велам плод, буквално бебе во 9-тиот месец на самиот пораѓај. Психолошката поддршка беше минимална. Значи тоа се некои клучни, тоа зборуваме еве сега за некакви можеби поекстремни ситуации, но и оно што го кажа Бојана, во бременоста генерално, промената која што се случува во женското тело, носењето на нов живот, на цел тој пат жената многу пати е оставена сама. Се разбира, семејството, пријателите и тоа е многу важен аспект, но има и жени кои што се решаваат да го изадат тој пат сами. Затоа ова го само храни родителки, така? И ова информација, меѓу другото, ја споделувам затоа што пак е фокусот на превенција. Да. Пак е фокусот тука, ајде да превенираме, ајде да те следам, па и ќе бидам тука со тебе за раче, еве вака, баш буквално, метафорички, дај ми раче, ќе бидам со тебе вака, ќе те држам и ќе те следам. И кога ќе се договориме и ќе видиме дека е во ред да се пуштиме, ние ќе се пуштиме, па ако ти бидам потребна, тука ми е рачето моје за тебе. И баш метафорички е тоа, да бидам јас тука за тебе и да превенираме. Во однос на тоа, кој е оној мит најголем или табу кој што е околу менталното здравје, е токму може би она кој што го спомнав и пак е некако во различни форми, а тоа е толку ли не можеш да се справиш сам или што се случи или не знам, спобуделе, се помести од паметот. Тоа се најчесто оние жаргони, оние реченици или зборови кои што ние ги слушаме. Зарем ваквото да речеме покажување прст кон човекот на кој што или жената на која што е потребна помош, не ги бутка уште подалеку. Да. Не го ли зголемува проблемот уште повеќе кога некој ќе ти рече зарем не можеш да се справиш, нели тоа алудира на тоа дека не си способен доволно да ги своите психолошки ресурси, својот емоционален капацитет да го впрегнеш и да се избориш од проблемот. Тоа на некој начин создава едно ново чувство на вина, една нова осаменост. Така, баш зборот осаменост, тоа сакав да го кажам, значи од лично искуство, најдоминантна емоција во тие моменти е осаменост. Значи без разлика колку луѓе имаш околу кои се пробуваат, значи да бидат поддршка, пак доминира чувството на осаменост, на тоа дека никој не разбира како ти е. И таквите коментари апсолутно те буткаат уште подлабоко. Да. Иако тоа сакав исто да прашам, каква е улогата и на семејството, кога веќе имаме блиски луѓе околу Иако нас. Иако таквите коментари не се воопшто злонамерни, туку се од едноставно никој не може да разбере ни што поминуваш и тие коментари се на некој начин обид за да ти го подобрат расположението, а всушност има контраефект.
нели, сакајќи некој да ти даде сила, всушност не влегува, како да кажам, не се става себе си во твоите чевли, кои ќе речат камчето во моите чевли, секој си знае за себе, така. Иако сметам дека да, клучна е улогата на семејството и на блиските, но кога веќе Морам тука Слободно, да кажам нешто и да слободно, засокам Бојане. ракави, затоа што ова ми е лично омилената тема и секогаш зборувам колку се важни пријателите и семејството, партнер, партнерка, некој кој што тебе ќе ти биде поддршка, кој што ти кога ќе се наведнеш наназад ќе може вака да те поддржи, малку да си постоиш така, па да те подбутне и секакви други метафори. Дури праксата тоа го кажува, дури и да речеме кога имаме ситуација каде што прогнозата не е толку лоша, прогнозата е добра, да речеме, доколку лицето кој што го носи проблемот, кој што го носи симптомот, нема поддршка од семејството, многу пати не можеме да бидеме среќни со исходот. Но од друга страна, кога имаме некогаш и баш неубава прогноза, да речеме, за некаков тек на болест, но кога тука го имаме семејството како поддршка, кога ги имаме пријателите, тогаш некогаш знаеме да се изненадиме како животот на ова лице ќе се одвива. Така да апсолутно и пријателите, и семејството, партнерот исто така е многу важен и тука ќе се надоврзам затоа што исто читав една студија која што вика не е толку многу важен партнерот откако жената, да речеме, ќе стане мајка, туку важна е многу една друга личност која што е многу важна и многу тесно поврзана со доброто ментално здравје на жената. И вака читам, пробувам да видам кој е тоа, свекрвата. И се си викам зошто вака, во која насока ќе оди. И мене многу ми се допадна во која насока оди, а тоа е колку ние практично тежнееме кон тоа да имаме поддршка од оние мајчински фигури во нашето опкружување и доколку евентуално, да речеме, нашите свекрви имаме добар однос со нив и тие ќе бидат поддржувачки и хранителни настроени и можеби помошта и поддршката ќе имаме и повеќе на број и символично и метафорички, но од друга страна доколку од X причини не е присутна или не ја дава или еве имаме несогласување, дека тоа само може да направи дополнителни конфликти помеѓу нас, помеѓу потесното семејство и така натаму, и мене чисто ми беше интересно како факт и како на некого му текнало да го истражува токму ова. Кој од сите луѓе е најважен? И да видиме дали има некаква поврзаност. Чисто ми беше интересно. А од ова што го зборувате, не е тешко да се детектира дека сте мајки, дека цел тој контекст семеен, фамилиарен е многу важен, се разбира. Еве вака, сега почнавме со една голема траума која што и се случила на Дуна, како еден пример како може низ таквите искуства, нели, да се најдат другите животни патеки кои што се важни. Но можеме и малку да симнеме темата и да зборуваме за секојдневниот стрес, оно што го доживуваме дека е вообичаен, дека е, како да кажам, просто некакво хронично наше секојдневие. И тука би сакала да позборуваме малку и за burnout синдромот, или синдромот на прегорување, кој што представува состојба на емоционална, на физичка, на ментална исцрпеност, најчесто предизвикана од работа и стрес. Точно знаеме што тоа значи за една жена која што треба да жонглира со повеќе лубеници под мишка, ете баш така ќе се изразам. Значи работата, домот, семејството, општествениот притисок да се биде успешен, да се биде перфектен во све, значи самата шепа на перфекционизмот кој што многу пати и автоориентираниот и надворешниот перфекционизам кој што се наметнува преку тие родови улоги, нормите во општеството и така натаму. Значи, кои психолошки совети би им ги дале на жените кои што прегореле и кои се најчестите причини според вас и од стручен психолошки аспект и искуствено преку твоите искуства, Дона, за бърнаут? Јас Еве, не ќе знам почнеме колку со Дона, сум па после добар. тоа. Јас не знам колку сум добар пример за ова, затоа што ми се случува, затоа што суштина сум многу сакам да работам. И баш минатата година ми се случи ова, затоа што јас си прифаќам цело време работа, обем, огромно. Значи колку да има јас на се викам да, важи. И минатата година ми се случи баш на burnout, кога дојдов во еден момент кога ги завршив сите обврски и тогаш веројатно адреналинот го изгубив адреналинот и буквално не бев способна да одговорам ниту на порака. Значи имав 20 неодговорени пораки, немав едноставно енергија во себе и моето решение си дадов простор, пауза од колку што дозволува работата, нели, да се паузира и значи одмор од месец-два, еден рестарт на системот и после тоа пак, но после пак истиот шаблон
го правам. Добро, ние често пати патерните ги повторуваме, но еве кога го раскажуваш ова искуство, можам да детектирам дека станува збор за фриленсерска професија, која што може да си дозволи. Значи сепак е тоа една привилегирана позиција, би рекла, некаков не е луксус, еве луксус е преголем збор, меѓутоа една позиција од која што ти можеш да одредиш. Имаш избор. Секогаш додека имаме избор, имаме слобода. Точно, тоа е најважно. Не најважно. сите жени имаат можност да имаат избор и да дозираат колку часа во денот ќе работат и дали ќе може да си дадат одмор. Значи, само да се сетам на одредени индустрии, како што се работничките, текстилни индустрии и така натаму, значи, или жени кои што работат во фабрика со работно време од до, а потоа ги чека целиот товар, но она што го нарекуваме неплатен труд, а тоа е домашната работа, тоа е нели официјалната терминологија на се она што жените го прават и што статистиката покажува дека споредбено со мажите процентот на грижата за домот и семејството е енормно поголем кај жените и тогаш не треба да се чудиме како се случува и мултитаскинг и бърнаут. Така, мојот начин на справување беше одмор, како што кажа, тоа е луксус, а во други ситуации кое би било решението, нека каже Бојана. Бојана, кои се советите кои што би ги дале на жените што прегорели, што мислиш дека се најчестите причини за бърнаут? Значи сега пожарникарот во мене треба да заскобаше. Ако веќе се случило прегорување, јас би рекла она кој што Дона го кажа одмор и работа на себе, психотерапија, да се види што е нешто се случува. Советување, психотерапија, независно од каде и да почнеме, ние нешто ќе имаме некаков увид и ќе имаме можност да го сработиме истото ако тоа веќе представува проблеми, веќе и како тежи. Но јас никогаш не гледам од една страна на сите појави проблеми, секако имам потреба и многу повеќе сакам да ги гледам од различни страни. Кога веќе зборуваме за жените и бърнаутот кај жените, апсолутно се согласувам дека е факт дека ние живееме во време каде што 90% од жените работат. Ние само ако се навратиме наназад пред само 50, 60 години, 100 години наназад, не верувам дека бројката би била иста, туку барем нова наше поднебе, да тргнеме од тука, дека се повеќе било пракса да жената е она која што се грижи за домот, ги чува децата, а оној кој што работи и оној кој што финансиски обезбедува, економски обезбедува, тоа најчесто биле мажите. Еве да тргнеме од тој контекст, дека прво се случуваат некои поразлични промени, каде што жените се одлучуваат на повисоко образование, на подолго образование, па дури во избор на неколку професии, нешто кое што сега е тренд. Од друга страна, станувањето на мајка е во години кои што се навистина многу поместени, ако само земеме 30-40 години наназад. Каде што се повеќе, јас работејќи со жени гледам дека се повеќе жени се одлучуваат некаде после 30-тата да се чувствуваат подготвени од многу повеќе аспекти да они се реализираат во таа улога. И сега ако го додадеме на сето тоа, дека традиционалното очекување, дека уште е присутно, дека и покрај тоа што оваа жена вложува, да речеме, во образование, вложува во било каков раст за себе. Да. Од друга страна, работи и се очекува да обезбеди, нели исто така економски да придонесе во домот, но тука најчесто не се земува и она другото и традиционално се очекува да таа биде примарен и дефолт родител, каде што ќе се грижи за децата, ќе се грижи за домот и некако сите обврски ќе бидат на неа. И баш мене додека ова го зборувавте и двете, ми дојде едно видео кое што го гледав можеби пред некоја недела, во суштина колкава е тежината која што една жена ја носи и во смисла како се случува да таа се измори. Тука изморувањето не беше дефинирано како бърнаут, но во суштина што е она што не тежи и не уморува. И беше многу символично. Една жена како станува од кревет и буквално со оние мемо стикери испозалепена со сите помали таскови, сите помали задачи кои што таа треба да ги мисли сега додека стане. Како што станува и ги завршува кине по едно од неа. Направив кафе, направив доручек, чека ги облеков децата, чека сега требува да го направам, после треба бензин да наполнам во колата. И буквално секакви разноразни обврски. И подароците за свекрвата и за сите родендени детски во меѓувреме. Цел ментален товар. Да, цел ментален и дека сето тоа едноставно кога се случува од ден за ден, дека едноставно изморува, тоа е само еден аспект.
напред. И јас тука секогаш се враќам назад и кога ние работиме и кога сме пожарникари и кога работиме кога активно се случува брнеот и веќе е случен, јас секогаш некаде враќам и назад малку, морам да премотам. Тоа е исто кога ќе начекаме некој филм и ќе почнеме да го гледаме, ама се викаш, Лиле, мене ми фали да знам што се случило на почетокот, ќе го премотам, па да видам, па ќе ми интересира и после тоа што се случило на крај. Сакаме да знаеме и ние што се случило и затоа многу пати мотаме филм и баш се враќам на онаа тема која што ти ја почна, тоа е менталната хигиена. Менталната хигиена многу пати ја опишувам, јас мразам дефиниции, мразам е многу силен збор, не сакам дефиниции, многу пати сакам едноставни зборови кои што можат да опишат нешто суштинско, а кога некој тоа ќе може да го запамти. Што е значи ментална хигиена? Ментална хигиена е кога ние се вртиме кон себе и кога ние сме во тек и во контакт со себе. И кога ние многу лесно можеме да забележиме кога нешто не е во ред. И како, Бојана, да бидеме во контакт со себе, како да ги Ајде вака, свртиме да. сопствените зеници наместо на Ајде надвор вака. кон другите на внатре кон себе? Да, Како? еве ќе дадам нешто што еве на сите три моментално ни се случува, нешто кое што го афектира, да речеме, нашето физичко здравје. Тоа е можеби првиот оној столб. Замисли, ако ние дојдовме тука ненаспани денеска, пример, ако на оваа маса ние седавме можеби 4 часа, еве да замислиме, а ако при тоа можеби не знам, не сме се движеле наназад одреден период, најверојатно веќе ќе имавме болки, ќе имавме потешкотија да одржиме фокус. Најверојатно ова снимање ќе траеше и многу повеќе затоа што ќе ни беше тешко да имаме некаков тек сите три и ќе имавме потреба да стануваме. Односно, ќе си кажевме, Лиле, немам спиен овие 3 дена. Често седам и сега ме боли мене целото тело и уморна сум. Тоа е нешто кое што се вика да бидам во тек со моето физичко здравје. Многу луѓе знаат да кажат, јас додека се свестам, сваќам дека не спиам со месеци. И додека се свестам, тоа значи дека имам проблем со меморија, заборавам, имам проблем со нетрпеливост и избувливост, веќе станувам нетрпелив и влегувам во конфликти со во потесно пошироко семејство со работници и така натаму. Односно, забележувам дека нешто се случува. Кога ние сме во тек со себе и кога знаеме на некој начин, ова многу грубо звучи да кажам да имаме некоја чек-листа, ама некоја за себе направена чек-листа, каде што јас знам дека правам нешто долгорочно и дека мене тоа нешто долгорочно ми прави да јас на долги стази се чувствувам добро, да речеме да се грижам за мојот сон и да мојот сон не го кратам, или да знам дека се грижам здраво не за да ја се намалам некој килограм или не за да затоа што е тоа тренд, туку се грижам здраво и се хранам здраво, затоа што јас внатрешно ќе се чувствувам подобро, затоа што ако не спиам и не се движам и не се чувствувам едноставно физички добро, тогаш ќе почнам да не се чувствувам и емотивно добро. И кога емотивниот столб, втор, ќе почне да се разнишува, што тоа значи? Тука може би се нарушени граници, тука може би сум осамен и не сум поврзан со другите луѓе, може би затоа што не се движам и премногу работам и не излегувам од дома, сега имам проблем и со физичкото здравје и се чувствувам осамен. А од друга страна, можам само да ги надополнувам и тоа ќе биде широка тема, но кој да ме слуша и го слуша ова и го интересира повеќе, нека ми пише слободно и ќе му посочам каде за ова може да чуе и да дознае, но идејата е дека навистина постојат некои аспекти од нас самите кога ние навистина можеме да почувствуваме дека нешто не е во ред. Дона, дали си го почувствувала тоа како конкретни симптоми кај тебе? Да, мене, например, како што кажа ти, мене фокусот цело време ми е насочен спрема мене. Многу сакам да правам интроспекција, од секогаш ме интересирала психологија и кога реагирам на одредена работа на некаков начин, јас застанувам и се прашувам, чекај, зошто реагирав вака? Значи, ја барам суштината и позадината на мојата реакција и цело време се анализирам. Тоа е многу важно. Затоа што секогаш има причина. Некоја друга, на која ако не работиме, реакцијата ќе се остане иста. Одличен е овој пристап и мислам баш покажува еден, како да кажам, еден неегоистичен начин на интроспекција кон себе си, затоа што ние многу пати прстот полесно ни е да го впериме во другите, наместо да го впериме во себе, нели? Полесно е да ги бараме грешките секогаш во другиот, наместо да се приспитаме себе си за нашите реакции, за нашето однесување. Сега вака, значи, една од најчестите теми, ако зборуваме нели за секојдневните мали препреки, меѓутоа станува збори за посериозни проблеми и една од најчестите теми на менталното здравје е токму анксиозноста, паничните напади, па и депресијата.
Знаеме дека статистиките покажуваат, нема да влегувам во многу научни аспекти, иако истражував доста за темава, подготвувајќи ја темата на менталното здраве за овој ДМ подкаст. Тие се многу зголемени во последно време, статистиките покажуваат дека и границата кај младите луѓе е поместена. Анксиозноста знаеме дека може да се почувствува и краткотрајно, значи како транзиторно, како променлива состојба, но доколку перзистира веќе подолг период, значи ако веќе симптомите се продолбочуваат, се манифестира и во склоп на некакво анксиозно расстройство. Прво ќе почнам од Дона, значи чисто како искуство, дали некогаш и како си препознала анксиозност или сличен тип на симптоми, дали си имала некогаш панични напади, значи најотворено зборуваме денеска, и потоа и Бојана може и лично за себе да каже од собствен аспект, а се разбира и од стручен аспект. Да, како што кажав и претходно, значи јас уште од дете си бев така анксиозно дете, склона кон трема, кон секакви стравови и фобии, но зборот анксиозност мислам дека не постоеше се додека до пред некоја година. Се беше препишано на срам, на страв, на интровертност, да. И значи се запознав со терминот анксиозност дури во средно, и кога почнав и јас да читам на таа тема, почнав да се пронаоѓам и да работам на себе. И како што кажав и претходно, дури кога ми се случи тој пожар, јас си успеав да ги решам и претходните, ама да, у суштина сум бев, можам да кажам гордо бев, многу анксиозен човек, да, уште од дете. Бојана, таа состојба на претерана загриженост, нели, кај личноста, чувство на општа возбуденост, ако жената го доживува така, некој лебдечки страв просто, кој што понекогаш и нема надворешен реален повод, а стравот го чувствуваме. Цело тоа непријатно исчекување дека нешто лошо ќе се случи во комбинација со стресот се манифестира преку повеќе и физички, и психички, се разбира и бихевиорални симптоми. Како дефинираме, како препознаваме анксиозност и како да се справиме со истата состојба? Еве, јас ќе се обидам да бидам кратка на оваа тема. Сакам да споделам за да направиме прво една разлика и ќе се надоврзам до некаде и на Дона. Пред некои 6 години мислам дека организирав една работилница баш на тема анксиозност. И јас искрено ја организирав баш онака за отворена публика, каде што некој може да дојде да чуе на оваа тема, и ми беше многу ризично, затоа што првата помисла ми беше, па многу луѓе не знаат што е ова, зошто ми требаше баш ова. Дај да изберам нешто друго. Но од друга страна, не очекував па и многу и си викав, 5 да дојдат, и да чујат, јас ќе бидам среќна. Дојда некаде можеби околу 50 на луѓе, што за мене беше успех, бев среќна што луѓе препознали, дошла и сакале да научат. Но од друга страна, кога јас прашав кој од тука е запознаен и можеби лично искусил или познава лица кое што поминува низ анксиозност или се справува со анксиозност, па мислам дека рака крена можеби само оние колеги кои што беа и кои што препознале. Ама сите оние биле најверојатно љубопитни или можеби им било многу непријатно да споделат. Според мене. Години после тоа организирам работилница на истата тема. Малте не истите гости мислам дека ми беа поканети, многу од лицата беа пак дојдени вака од тие неколку кои што ги препознав. И сега што се случува? Тука прашувам, нели, кој од тука знае што е анксиозност? Сите креват рака. Ама без буквално никој немаше спуштена рака. Прашувам, да, кој од тука лично некогаш се соочил со анксиозност? Сите дигаат рака. Викам, кој од тука познава некој кој што некогаш се соочил со анксиозност? Скоро сите дигаат рака. И си викам, која разлика? Сега, додека се случува ова разлика, што се случува? Па многу се зборува на тема анксиозност. И тука јас лично се соочувам во мојата пракса, каде што многу луѓе се збунети на тема анксиозност. Колку и ние да мислиме дека се знае, многу луѓе се збунети, каде што можеби ќе се случи некое животно искуство или ќе се случи искуство секојдневно, кое што да речеме нас ќе не направи вознемирани, загрижени, чувствуваме тежина, чувствуваме стегање во гради, исчекуваме, антиципираме можеби негативни
настани, искуства и така натаму, но не е тоа анксиозност, туку е можеби некогаш многу природна и многу нормална реакција. И кога ова ќе го кажам, знаеш, они сакаш да кажеш, ми викаат дека тоа што сум анксиозна е нормално. Некам не, туку твојата реакција, каде што ти реагираш со анксиозност е до некаде многу очекувана. Еден студент кој што полага државна матура, многу е очекувано да искусува анксиозност додека трае тоа полагање. И јас сум била прва генерација што полагаше државна матура. Една мајка која што треба да донесе на свет прво дете, искусува анксиозност. И јас сум била анксиозна. Ги споделувам оние животни моменти каде што јас сум се осетила, ама баш исто. И сега, која е разликата? Која е таа граница која што ти вика аха, ама чекај малку. Чекај малку, погледни на назад. Ова не е кратко трајно единствена, односно една или низана реакција, туку е повторувачки синдром веќе. Да, тоа е онаа граница каде што веќе вака се чувствуваш долго време, каде што веќе почнува да ти менува како ти функционираш секојдневно, и почнува да ти го менува квалитетот на твоето живење. Затоа што кога јас се чувствувам анксиозно, да речеме една недела, имам испит една недела и се чувствувам анксиозно, завршуваат испитите, завршува и мојата анксиозност. Многу е различно, мене не ми менува, не сум спиела и сум чувствувала тежина, да речеме, тогаш. Ама сега веќе не се до наредна сесија, нели, ако не научам добро. Се шалам. Не сакам да бидам сватена погрешно, анксиозност и така доживуваат и се справуваат и студенти, но не секој анксиозно искуство е анксиозно само по себе. Која е разликата кога веќе ми менува начинот на кој што јас функционирам и ми го менува мојот квалитет на живот? И кога веќе тоа трае долго и кога веќе сите лични снаги веќе се истрошени да јас сам се справам, каде што јас прво се обидувам да одморам, да се наспијам, да правам работи кои што мене ме расположуваат и ме прават среќна. Тоа е нешто кое што и прво го добиваме како совет кога некому ќе му споделиме, слушај, се осеќам нерасположено, имам тежина некоја, се осеќам како тука нешто да ме притиска, без еден слон како да имам тука награди. Прво нешто што некој просечен човек ќе ти го каже близо ќе, бе наспи се, одмори се, направи нешто што те расположува и тоа луѓето го прават. Ама гледаме дека тоа не е доволно. И веќе почнуваме да се загрижуваме дека ова можеби трае веќе некое време, јас не успевам сам и не успевам со другите луѓе, мојата заедница, мојата поддршка да ја се справам, тогаш можеби е време да јас се консултирам. Зошто ова го кажувам? Затоа што прв чекор, можеби втор, извини, кој што го правате, Google, доктор Google, и тогаш се оди во онаа насока на самодиагноза, каде што уште повеќе некогаш многу луѓе ќе се извадат од памет, ќе се исплашат проблемот. И некогаш, не знам, и самото тоа знае да направи некој дополнителен проблем, па од стравот дека мене ми е нешто, јас не се консултирам затоа што на тој начин тоа ќе ми биде вистина. И затоа кажувам, извини, дека секој пат кога ќе се посомневаме, треба да побараме консултација и да побараме мислење и диагноза од стручно лице. И само тогаш ние ќе знаеме каде одиме. Добро, денес покрај доктор Google има и многу лични гуруа, луѓе кои што се замислуваат себе си дека може да вршат работата на психолозите и се и тоа во ред. Значи постојат многу различни видови на терапии, различен вид на психотерапија и така натаму, различни модалитети и аспекти низ кои би се соочувале со нашиот емоционален багаж. Меѓутоа, честопати адресата знае да биде и погрешна, значи помошта што треба да се побара, упатена кај лица кои што не се стручни и кои што некогаш може и да го продлабочат постоечкиот проблем. И мислам дека е многу важно да отвориме и оваа тема, што значи добар психолог, како да се одбере, што значи психолог што ти одговара за твојот проблем и просто некаква професионална хемија или лична хемија која што ќе се направи меѓу пациентот и психологот. Но пред тоа, само сакам да ја прашам Дона, дали сметаш дека жените се посклони кон анксиозност или не? Сметам дека жените Затоа што имаш многу истражувања на оваа тема. Сметам дека еднаква анксиозност дека и жени и мажи со тоа што жените се поотворени на оваа тема. Потранспарентни би рекла. Бојана, што вика официјалната наука, што вика статистиките? Вика дека е така. Најверојатно имаме некој таков податок затоа што жените се оние кои што поверојатно е дека најчесто ќе зборуваат, ќе бидат отворени во однос на тоа, ќе споделат, ќе прашаат, ќе дојдат на терапија, на советување без разлика, но од друга страна и јас тоа можам да го потврдам и најчести посетители на моите работилници мене ми се жени. Ама дали тоа само да расчистиме? Но тоа сакав да кажам, но
Не можеме тоа само да го гледаме на тој начин, туку има и други теории кои што викаат, видете да, ама од друга страна и целите хормонски работи кои што се случуваат, вака наедноставно го пишувам во жената, низ текот на незиниот живот, и како знае да ја направат посклона да тоа во одреден период од животот да развие анксиозност. Од друга страна, тука се сите оние работи кои што претходно ги зборувавме, балансот помеѓу професионален и приватен живот, и како жената го носи поголемиот товар и како тоа знае да биде поголема причина или можеби да кажам поголема склоност кон тоа да можеби жената биде посклона кон тоа да развие анксиозност. Така да пак некако од сите страни мораме да го видиме тоа, но и како жените можеме да кажеме дека се посклони кон тоа да развијат анксиозност. Дона, што би советувала на некој што се двоуми дали да посети психолог? Нема потреба од двоумење, затоа што Не одлучи. Да, толку. Затоа што нема што да се изгуби, прво. Второ, доколку биле на психолог, но немале добро прво искуство, тоа не значи ништо. Значи едноставно дека конкретно тој психолог не им одговарал. Јас имав среќа, мојот психолог, односно психијатар, ми се погоди од прва, но не значи дека тоа е случај со сите. Сето дека не го најдеш правиот, треба да не се откажуваш. Нема ништо лошо во тоа, во барање помош. Бојана, си имала ли пациенти, да речеме, со кои ти лично си почувствувала дека не можеш да работиш? Значи, сега обратно го вртам прашањето. Не од аспект на човек на кој што му е потребна помош, еве како што рече Дона, секакви искуства има, некој ќе отиде на психолог, првата посета ќе го разочара, тоа ќе го демотивира и ќе рече, не, моите проблеми не се за на психолог, друг човек не може да ги решава моите проблеми, што е многу погрешен начин на гледање на работите. Дали ти си имала ситуација во која што си требала да работиш со луѓе со кои си чувствувала дека ти е тешко да работиш? Па, јас себе лично, ако зборувам за себе, тоа ми се случува во неколку околности, како јас тоа го комуницирам. Ми се случува многу често кога при телефонско јавување, да речеме, и закажување, можеби не се искрени во однос на проблематиката, па да во текот на првата средба се осети дека проблематиката е нешто кое што е област јас не ја работам, и едноставно да, ми е тешко затоа што тука немам искуство, немам знаење, и секогаш кога имам такви ситуации јас препраќам кај колеги мои кои што работат и се многу подобри во однос на тоа од мене, и тогаш да, мене ми е тешко и тогаш јас тоа го кажувам, јас не го кријам и не ми е мене по секоја цена да јас имам клиент кој што ќе доаѓа и да само доаѓа кај мене и да ние работиме, туку многу ми е важно да оди на соодветно место и секогаш го препраќам. Од друга страна, многу е често и да во самиот процес да се случи да има отпор, има застој, нешто се случува и некогаш се јавува од наша страна, некогаш се јавува од другата страна и секогаш што се враќа помеѓу. Чувствувам нешто, чувствувам некако дека, не знам, стоиме во место, чувствувам отпор. Ајде да видиме дали ти тоа го чувствуваш. Ајде да видиме, не знам, што се случува. Има начини како тоа да се комуницира, но тоа секогаш одбирам да го комуницирам. Затоа што сметам дека па и многу е грубо ако, да речеме, ние осетиме нешто, да речеме не можеме да работиме. Тешко ни е. И сега замислете ситуација да едноставно не креваме веќе на тој телефон. Ќе истераме таа прва сесија и не креваме. Можеме да замислиме само како е на другата страна, само заради тоа што нас не било тешко. И затоа сметам дека е многу коректно кога ние тоа го комуницираме. И од едната и од другата страна, како што кажа и Дона, јас имав среќа, мене ми се погоди, мене ми беше одлично, мене ми е супер. Но од друга страна, сосема окей ако се каже, види, мене не ми одговара овој начин на работа. Мене не ми одговара. Си имала луѓе, жени со кои што си работела, кои така директно ти кажале дека можеби вашата хемија не е како што треба, дека да? Апсолутно. Јас моментално работам претежно онлайн и она кое што по и најчесто Бојана, извини, јас пробав, ама мене онлайн не ми одговара. Не можам да те осетам. И тоа е сосема коректно, тоа е сосема во ред. Јас сум научила добро да слушам. Тоа забележувам дека кога има гостинки што многу зборуваат, тоа значи дека успеам да се совладам себе си, да не зборувам, туку повеќе да слушам, а мислам дека слушањето, активното слушање, кога сакаме да го чуеме другиот, нели 3 слоја подлабоко од она што го кажува првиот слој на речениците, е многу важно за една добра, за една ефикасна комуникација, без разлика за каков тип на релација станува збор. Професионална, партнерска, љубовна, приватна, семејна, што и да е. Дона, што за тебе како жена представува најголем стрес денес? Кога би требало да издвоиш една или 3 работи?
моментална, како жена, моментално најголем стрес е мајчинство, дефинитивно. Тоа која мајка го знае тоа чувство, особено на 3-годишно дете. Аха. Кое Мајка цело си време на 3-годишно дете? Исто. Да, машко дете, кое што има премногу енергија, да, и адреналини, ти треба да внимаваш на него, значи стресот, моменталниот стрес што го имам, ми е поврзан со него. На други полиња го балансирам, можам да кажам дека немам никаков стрес, значи само со него. Добро, Како значи мајка. Родителството како Родителството е главен стрес. Така. извор на стрес. Бојана, ќе се согласиш или имаш да додадеш уште нешто? Тоа сакав да те прашам и мене исто така ме прашаш. Да, мајчинството и родителството, но од една поинаква страна, каде што не знам дали вие никогаш така сте се чувствувале, да кога да речеме сум повеќе вложена и посветена во мајчинството, чувствувам на некој начин грижа на совест и недостасување, во смисла, колку ми фали сега професионално исто така повеќе да Јас го се имам насочам, обратното. да. И обратно, кога сум повеќе професионално насочена, да речем, и ангажирана, има периоди кога не го гледам, чувствувам ужасна грижа на совест дека не сум присутна таму некаде. И тоа таа клацкалица цело време, Дека треба да бидеш на две грижа места. на совест кога работиш и грижа на совест кога не работиш и кога си со него некако таа клацкалица и чувството дека ни ваму не можам да бидам 100%, мене некако тоа ми е можеби најстресно во моментот. Значи, ако треба да извлечам некаков најмал заеднички именител, некакво НЗС од ова сега. Барањето на баланс Барањето најверојатно на ќе баланс, биде, да. И чувството на вина како едно доминантно чувство кој што се провлекува во животот на жените, во животот на мајките, нели, барањето на најдобрата формула како да се избалансира професионалниот Убаво и го приватниот кажува. живот. Верувам дека ова е тема која што повеќе се наметнува на жените за разлика од мажите. Убаво го Дефинитивно. кажува, морам да ти кажам да ја бараме формулата која што ќе функционира за да ние го држиме балансот. Мислам дека тоа Дека ние не нема таква престануваме да формула. го правиме. Срекни се оние деца кои што имаат срекни родители, кои што имаат срекни мајки. Јас често го кажувам тоа дека за да можеш да му се посветиш на детето со целосна љубов и целата потребна огромна грижа и нега што е потребно во целиот тој, значи негувачко и воспитувачки едукативен, нели, особено како растат децата се повеќе ова второто надвладува. Важно е родителите да се чувствуваат и добро во својата кожа во смисла да паралелно може да продолжат со својата професионална реализација како би ги на некој начин балансирале сите своји идентитети, бидејќи секој од нас има повеќе идентитети. Јас сум жена, јас сум мајка, јас сум новинарка, јас сум писателка, јас сум спортистка, не зборам лично за себе, нели, преку својот пример кажувам само дека секоја од нас може да носи повеќе улоги во животот и тоа е сосема нормално. Потребата да се идентификуваме само со едно нешто во одреден временски период исто така може да биде големо оптеретување. И мислам дека е важно човек повторно ќе се сведеме на тоа да имаме избор и да имаме слобода и кога ги правиме работите, кога одбираме што ќе направиме, сепак веројатно одбираме она што сметаме дека е најдобро да го направиме за нас. Или тоа би било најдобро за како да го зачуваме сопственото ментално здравје. Некогаш и животот и животните околности и реалните животни околности те наведуваат да ти мораш едно да го ставиш како приоритет. Да речеме кога имаме болно дете и кога ова дете е болно и треба да биде 2 недели дома. Тогаш да, приоритетот и здравјето на ова дете ќе биде број 1 и тогаш да, се она друго можеби ќе може да почека. И тогаш ние едноставно зборуваме за оние исклучоци, но мислам дека проблемот настанува пак кога тоа се случува постојано и кога ние заживуваме само со еден дел од нашиот идентитет и тогаш несвесни дека она може би друго некој дел од нашето јас недостасува, тогаш може би тоа може да малку да ја наруши формулата. Гледате дека правам цел време микс меѓу некои работи кои што да речеме поголем дел од жените и девојките ги доживуваат и сепак некои работи кои што бараат еден поинаков стручен агол. Паничните напади, следно прашање. Како ги препознаваме кога ќе видиме како всушност изгледа паничен напад, колку се тие чести, особено кај младата женска популација, и како да превенираме? Мена или неа? Двете се разбира стручната димензија И од искуство. од искуството, да. Јас во живот сум имала 2 пати паничен напад, од кои двата пати беа додека бев бремена. И тоа беше пред се, значи пак ќе се вратиме на хормонскиот дисбаланс низ кој поминува една жена. Како се справував? Само од себе, мораш да го чекаш да помине и
да научиш да ги препознаваш раните знаци, за да се Што чувствуваш во дефокусираш. тој момент? Што чувствуваш? Како? Прво физички се чувствува. Значи недостаток на воздух, тахикардија, забрзано чукање на срце. Значи тоа се почетните знаци и доколку го фатиш значи рано и се дефокусираш или работиш на некоја техника за смирување, тогаш можеш да го спречиш. Но често знае да се случи и кога се случува за прв пат, тога нема препознавање на раните знаци и само треба да чекаш да помине. Има техники на дишење, на смирување. Тоа Бојана знае. Бојана? Ајде вака, многу луѓе кои што се справуваат со панични напади, можеби број еден што ги загрижува е дека мене другите ќе ме забележат. И можам да кажам дека во голем процент на луѓе кои што доживуваат паничен напад, ние можеби нема да ги видиме и да ги препознаеме дека баш во тој момент се доживува. Во смисла го маскира, не, се обидува туку не се забележува, баш не е забележливо. Зошто тоа го кажувам? Затоа што самото доживување, кога едно лице доживува паничен напад, знае да биде интензивно. Ама, и ние кога ќе отвориме, да речеме, еве на интернет, ќе видиме листа од симптоми. Ма јас барем не сум сретнала до сега клиент или не сум работела со клиент, со лица, кои што ги имало апсолутно сите симптоми кои што се налистани. Туку тоа се најчесто е многу индивидуална приказна. Да речеме, може да чувствува вртоглавица, сува грло, чувство дека можеби не знам, ќе се несвесна ми ќе паднам, тахикардија, задишаност и така натаму, но тоа да е тоа. И да сите оние останати можеби кои што се на листа да не ги искусам. И сега да речеме, додека едно лице ова го искусува, можеби тоа е интензивно за него, одеднаш, преплавувачки, многу пати клиентите знаат да го опишат, тоа е Бојана како еден облак што ми оди врз глава цело време и шета со мене, не знам кога ќе ми изгрми. И баш е метафорички убаво прикажано. И односно не знаеме кога тоа ќе не преплави. Сега што се случува? За нас е интензивно, ама за околината тоа не е и можеби да не го забележи. Можеби моето око може да фати некогаш, ама сечие око не мислам дека може да фати, што не викам дека и некогаш кај одредени лица тоа не може апсолутно да се препознае. Како да се разговара со некој кој што во моментот доживува паничен напад? Јас секогаш го Како давам да се тоа. подаде рака првата интервенција, Како можам да ти помогнам? Што можам да направам сега за тебе? Кажи ми ти, или во моментов можеби ништо, можеби само треба да бидеме тука и да можеби го држиме за рака, можеби не, ќе видиме, затоа што секој е различен. Има клиенти кои што знаат да кажат, сакам да сум сам, не сакам никој да ми зборува, не сакам никој ништо да ме прашува, сакам само ова да помине. Некој кажува, не сакам никој да ме допира, само сакам некој да знам дека е тука до мене. Некој кажува, мене ми помага кога знам дека имам со кого да зборувам и да ме прашува работи кои што се можеби не врзани, а знае што мене ми поминува низ глава. И јас секогаш кажувам, прашајте или кажете вие што во моментот ви е потребно, побарајте го. Затоа што некогаш и кога на нашите блиски ние ќе им кажеме, леле, мислам дека доживувам паничен напад. И другата страна некогаш знае да биде инхибирана и да биде фатена во шок и да не знае што да каже, што да направи, затоа што во тој период или во тоа кратко време нема кого да праша, нема суфлер, нема Google да пребара што е, можеби не знае во моментот што и не знае што да прави и да биде тоа перцепирано, ете, не му е гајла или не е гајла, не знае што да ми каже, ништо не направи, а да можеби личноста не знае. И затоа секогаш кажувам, доколку познавате и е лице од ваша непосредна околина и знаете дека во моментот се справува со панични напади, кога нападот не е тука, кога не е интензивно или кога не се случува, прашајте. Многу ќе ми значи да знам како можам да ти помогнам, како можам да ти покажам дека сум тука до тебе. Дали во тој момент сакаш да те оставам, сакаш да бидам тука, ако си на земја ќе седнам до тебе ако треба, да ти понудам вода, што можам да направам. И од друга страна да сме ние тие кои што ќе споделиме и ќе кажеме, слушај, низ периодов кој што го поминувам, имам и доста интензивни панични напади, ме вадат од кожа, ме плашат доста и во тој момент мене ми е потребно тоа и тоа и тоа и ова ти го споделувам за да кога ќе ти соопштам, да ти знаеш во моментот што можеш да направиш за мене. Дона, кои мисли и чувства ти поминуваа, да речеме, на првата посета на психолог? На првата посета на психолог само едноставно знаеш, имаш едно чувство на наивност, едноставно сакаш да си го решиш проблемот што е можно побрзо. И
уште веднаш после првата посета, значи кога ќе се отвориш, одма веднаш чувствуваш олеснување. Тоа беше мојот прв впечаток. Иако пред првата посета имаш значи некој страв, некои ограничувања, дали ќе бидеш разбран, и после тоа, после првата посета се е полесно. Од сегашна перспектива, дали ти е криво што порано не си посетила психолог, што некои состојби не си ги препознала, не ти биле доволно, да речеме, теоретски дефинирани, или како си се чувствувала за порано да побараш некаква помош? Да, апсолутно. Не би рекла дека ми е криво, туку го имам ова зборувано и јавно, значи на мојот Инстаграм профил. Мислам дека самиот, значи, животот, насоката во која животот се движи, можеби би бил поразличен доколку порано, значи не зборам само за себе, туку општо секој, доколку на време сме побарале помош или рано, или да си ги решиме тие, значи, внатрешни конфликти, емоции, се што сакаме во живот, се добива нова насока. Значи и јас го сменив мојот живот од корен, откако ми се случи тоа, но зошто чекав да се случи нешто големо за јас да направам промена? Значи, активна си многу во Инстаграм заедницата и имаш можност преку твојата платформа да допреш и да влиеш на многу девојки и жени. Го користиш тоа со една благородна мисија, нели? Сакајќи да споделиш, човек е тешко да зборува за своите лоши искуства и навистина тоа бара една голема храброст да се отвориш пред јавноста. Го правиш тоа на еден несебичен начин, со идеја дека сакаш да дадеш пример на другите, да подадеш рака, да охрабриш, да зајакнеш, просто да ги зајакнеш девојките и жените. Така, првиот впечаток е дека треба храброст и дека е тешко, но кога еднаш ќе го кажеш тоа јавно и си транспарентен, тогаш всушност сваќаш дека не е воопшто тешко да се зборува за работи и проблеми низ кои поминуваме, затоа што фидбекот што го добиваме, значи јас кога го споделив мојот случај, колку јавно, жени ти пиша? Преку 50. Некои за психолошкиот момент после бременост, некои со слично искуство како моето, за кое не збореле јавно. И ете, самото тоа кажува дека можеби кога некој пред мене би зборувал јавно на таква тема, можеби мојот случај не би се случил, би го избегнала, не само јас и многу други. И едноставно луѓето сакаат да бидат слушнати и видени, и дека тоа што го чувствуваат, дека не се сами во тоа. Значи, доколку имаме некој проблем и слушнеме дека некој во наша близина го има истиот проблем, веднаш чувствуваме некој леснување. Значи, примарното чувство, кажав и претходно, на осаменост, се ублажува кога гледаш дека некој поминува низ исто или слично. И така јас преку мојот пример гледам дека доста помагам на секојдневно добивам пораки, за тоа фала ти за цело време што си транспарентна и отворена, и јас на некој начин пробувам да го скршам тоа табу дека апсолутно не е страшно и не е тешко да се зборува. Се што треба е едноставно да си отворен. Зошто да не? Прво си олеснуваш самиот на себе, тој товар што го имаш, го кажуваш јавно и многу ти е полесно. Второ, помагаш на други. Тука само би сакала нешто да те потпрашам. Значи, од една страна е таа позитивна насока на користење на социјалните мрежи, така, како можност да ги филтрира твоите емоционални состојби, твоите стравови, да се солидаризираш на некој начин и со проблемите на другите и обратно, а од друга страна, некогаш и самите социјални мрежи, значи преинтензивната употреба може да направат некаква тежина, притисок, некакво очекување, самото тоа што можеби некогаш се очекува да бидеш достапна постојано за јавноста и така натаму. Си направила ли некогаш некој вид на детокс од социјалните мрежи? Или си имала ли таква потреба? Ти стежнало ли некогаш таа улога? Не, лично не сум направила ниту пауза, ниту детокс, како што е тоа сега актуелно, затоа што искрено уживам во таа улога кога помагам на други. И у ниту еден момент не сум почувствувала дека ми е тешко, дека сум презаситена, прво тоа, а второ, сметам дека нема поента од детокс и од пауза од социјални мрежи, затоа што тоа е на некој начин бегање од реалноста. Што ќе ми реши мене, ако јас направам пауза од социјалните мрежи и сум го немала оној момент на негативна енергија, негативни коментари да добивам, значи барем во мојот случај имаше доста позитивен фидбек и благодарност од страна на моите следачи за тоа што зборував јавно.
Бојана, во однос на социјалните мрежи, тие и самите по себе верувам дека на некој начин имаат влијание врз менталното здравје генерално на жените. Или? Јас секогаш имам став дека доколку ние свесно одбираме кого следиме, што читаме, од кого читаме и така натаму, и доколку сето тоа однапред ние ќе си го сетираме и кога ние ќе отвориме дали Инстаграм или Фејсбук или што и да е, што ќе ни дојде како информација, ние веќе самите сме си го избрале. Така да затоа јас лично исто не ги доживувам социјалните мрежи како токсични или како негативни, затоа што внимавам што следам и кого следам и мене ми е убаво, јас се информирам. Кога јас ќе се вклучам на Инстаграм или на Фејсбук, јас се информирам, така ги доживувам и се поврзувам со други луѓе. А од друга страна, па и си имам некое правило, она кое што ти го кажуваш, не правам детокс, јас правам мал детокс секој ден, а тоа е се што се однесува на работа, завршувам до 5 или 6. Се што е поврзано со работа се завршува наредниот ден, доколку не е многу нешто наетно на свет. Тоа значи дека до 5 и 6 јас сум фокусирана и присутна и тука сум доколку некој сака да се јави и да праша или да пиша, ама некаде од 5 или од 6 натаму јас сум Бојана која што е нечија сопруга, мајка, сестра, ќерка, пријателка и така натаму, да, и време за себе. И некаде повторно се враќаме на менталната хигиена. Еве, на пример, мене одењето во природа навистина ме релаксира, некаква оние ментални, како да кажам, некакви психолошки тежини успевам да ги филтрирам кога сум во природа, кога сум покрај вода. Кои се тие некакви места, некакво хоби или интереси што им ги се разбира дека тоа е индивидуално и дека не постојат генерални формули. Ама еве чисто како некакви патокази кои што ќе им ги спомнете на слушателките кои што може да бидат еден убав ментален вентил. Па може би нешто што е највака заедничко, кажувам дека физичка активност било каква помага, одење во природа и на сонце и така го помага. Ама никогаш не препорачувам хоби. Од причина што сметам дека стварно е многу индивидуално. И мене, пример е една анегдота, мене ми се јавуваа за време на ковид клиенти кои што викаа, добро, морам да те прашам, јас пробувам да садам цвеќиња на балкон и не знаеш колку цвеќиња имам, ама мене никако ова не ми помага. Не ме релаксира. Да. Зашто? Затоа што тоа не е твоето хоби. И затоа секогаш е тоа многу индивидуална приказна и секогаш кажувам доколку тоа тебе те релаксира. Не го доживуваш како обврска, туку сакаш тоа да го правиш. Ти помага да исклучиш поим за време и ти помага да се внесеш и на тој начин да направиш ти нешто во себе за себе. Океј, тогаш тоа е твое хоби и не мора да биде многу звучно, некогаш може да биде многу наедноставна работа, да речеме, може да биде готвење за моето семејство секој ден и искусување на и експериментирање со нови, не знам, рецепти може да биде моето хоби. И јас така сакам да се тешам кога мијам садови дома за сите, дека тоа многу ме релаксира, исто е како да вежбам јога. Слобода е нешто. Се разбира, убаво беше ова кажано и кога готвењето е избор, а не присила, тоа може да биде едно големо задоволство, едно уживање за секоја работа, повторно истиот заклучок ќе го донесеме. Ама сепак е индивидуално и секој треба да си го Што најде тебе она конкретно што мене донате? конкретно ми помага природа. Јога ми имаше многу помогнато и филмови. И тоа хорор филмови. И сега на самиот крај на овој путка, само сакам неколку, како да кажам, негативни фрази или убедувања кои што се поврзани со жените и апропо тоа женското ментално здравје. Веројатно во нашата култура често сме ги слушнале изразите дека жените се хистерични. Тоа е жена, хистерична жена. Како реагирате кога ќе чуете вакво Тоа е нешто? термин, да, тоа е термин што се користел во минатото, но знам дека сега во психологија, во психијатрија апсолутно се избегнува, значи терминот хистерија. Така? Во минатото како се користел со тоа- дури спалување секоја на жените, дијагноза, прогласување на во вештарки, минатото- мај да не навлегувам Да само не таа навлегуваме. критичко родова теорија. Види, викни не на следен подкаст, затоа што имаме многу да кажеме на таа тема. Или она, местото им е во кујна. Не за секој кујната, за некој кујната, некој кујната ја доживуваат како затвор, како присила. А за некој е тоа прозорец, нели? Мешам со едната рака и со крајчето докато си маштам за Пак нешто се убаво. се сведува на тоа да имаме избор и слобода. Да не е тоа под Да притиск, не е да не е тоа тоа- челичната чизма на Да не е општеството тоа и дека очекувањата. нештото мора, туку затоа што ние сакаме да го правиме. Или она, ако се омажи, ако ја роди, ако не се омажи, ако не роди деца, ништо од неа таа не се реализирала, како велат во најважната улога на мајка. За кого како? Така. Има многу жени кои што решиле својот животен пат да го
одат да го трасираат по сосема друга патека. Не секој одбрал мајчинство како важна улога во која што ќе се реализира, не секоја Некогаш и жена. немаат избор. Некогаш и не е прашање на избор, да. Но тука и се отвара прашањето, а мора ли ние на секого да му даваме одговор за нашите избори и за слободата која што сме си ја земале да направиме избори, мораме ли некаде да тоа го оправдуваме? Така да и на крајот од денот мора ли за се нешто да ние имаме мислење или реакција? Мене ми се случува да слушнам секакви изрази, не секогаш реагирам и не секогаш се повикувам и се чувствувам повикано да имам реакција. Од типот на хистерична жена или само луди одат, не знам, на психолог, психијатар. Не секогаш сум повикана да реагирам, затоа што некаде навистина мислам дека навистина е потребно време. За многу работи, како и за се, потребно е време и потребно е трпеливост. Јас длабоко верувам дека зборуваме за работи кои што навистина се застарени, одредени сваќања кои што навистина се дамнешни, ама и ние не сме трпеливи и не даваме време на оние општествени промени за кои што за да се случат пред се треба време. И навистина верувам дека и нашата генерација и генерациите кои што доаѓаат и после нас, некаде ќе им биде полесно, носејќи ги сите овие работи, но од друга страна и ќе ги видат можеби промените кои што ние сега сме ги почнале. Јас би сакала да бидам жива и да ги видам, ама мислам дека за некои од работите навистина треба време. Верувам дека го брзаме времето. Верувам дека сме за многу работи во многу подобра позиција од нашите баби и верувам дека нашите ќерки, дека нашите деца ќе бидат во подобра позиција од нас. Ви благодарам што бевте толку искрени, толку отворени, толку интимни во овој денешен разговор на темата за ментално здравје во подкастот на ДМ. Навистина ми беше задоволство да разговарам со две девојки, две жени кои што просто немаа задршка да ги споделат своите искуства, своите болки, своите дури и трауми. Фала ви. Ви благодарам и на вас, драги слушателки и слушатели. Се надевам дека отворивме многу прашања, дека разрешивме многу дилеми и разменивме искуства на една тема која што е исклучително важна, менталното здравје кај жените. Благодарност и до ДМ што ни овозможува на овој подкаст да разговараме искрено, отворено и стручно. Се гледаме во следната епизода. Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам.